Во саботата во село Истибање во присуство на премиерот на Република Македонија Никола Груевски, директорот на Агенцијата за спорт и млади Маријан Спасевски, градоначалникот Емил Дончев и други гости и представници на локалната самоуправа, беше пуштено во употреба новото повеќенаменско спортско игралиште кое е во склоп на основното училиште Гоце Делчев. Овој проект е дел од една низа на капитални спортски проекти, какви што се изградбата на 35 големи спортски сали, изградбата на 50 фудбалски игралишта, изградбата на 145 училишни сали, како и изградбата на 100 тениски терени низ целата држава. Сите овие проекти се дел од една обемна стратегија на владата за развој и унапредување на спортот во целата земја. Подготвувајќи ги ваквите проекти, гледаме да ги офатиме сите региони во државата. И особено руралните места каде што никогаш претходно не се изградил никаков терен од спортски карактер. Со таа цел го изградивме и ова повеќенаменско спортско игралиште тука во Истибање. Покрај ова игралиште во фаза на градба и новото тениско игралиште кое наскоро ќе биде готово од останатите спортски објекти во општина Виница. Тој потсети на надградбата на спортската сала Капетан Кирчо Димитров, а предвидена е изградба на уште едно повеќенаменско спортско игралиште. Ваквата наша соработа со општина Виница ќе продолжи во наредниот период. Ќе продолжиме да вложуваме во проекти кои се од витално значење за отворање на нови работни места, за изградба на нови фабрики, за инвестиции во образованието, спортот, земјоделството, културата, здравството, изградба на патишта, како и повеќе други области. Воедно ќе помогнеме и во напорите за унапредување на туризмот во Виница и етаблирање на меѓународниот фолклорен фестивал Истибанско здраво живот, чиј 30 јубилеј е наредната година. Игралиштето во Истибање е дел од проектот 100 повеќенаменски малски игралишта и ќе може да се користи за играње мал фудбал, серва, кошарка, ракомет, тенис и други игри и ќе биде место кое ќе представува одлична поддршка за сите спортисти и сите граѓани на Истибање и Виница. Покрај тоа ќе може да се користи во вечерните часови, бидејќи е осветлено со рефлектори. Игралиштето кое денеска е ставено во функција е 17-то повеќенаменско игралиште кое свечено е отворено. 33 игралишта низ целата држава се завршени и подготвени за свечено отворање, а уште 5 игралишта се во фаза на градба.